Им честитам на граѓаните на Скопје за одважноста, храброста и одлучноста што ја покажаа и што гласаа за заокружување на промените и за живот за сите во Скопје. Новото Скопје повторно се раѓа, а Македонија ги заокружи промените и тргна напред. Резултатите се јасни. Во Скопје имаме победа по првиот круг. Ви ја честитам победата. Ви ја честитам победата вам, на сите граѓани на Македонија, победата со која Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата ги потврдија промените и во Скопје. Вака изгледа Скопје, вака изгледа Македонија, кога се гласа без притисоци, слободно и демократски. Македонија конечно добива главен град кој поврзува, главен град кој работи за граѓаните. Овој резултат за мене лично, за мојата екипа, за мојот тим, представува голема чест, но и уште поголема обврска. Од првиот ден ќе се зафатиме со решавање на најгорливите проблеми на градот Скопје: загадувањето, зеленилото и сообраќајот. И граѓаните многу брзо ќе може да ги видат промените. Новата градска администрација што ќе ја предводам ќе биде сервис на граѓаните, кој што ќе работи и ќе се води исклучиво по нивните интереси. Најавуваме ново време на одговорна, домакинска и транспарентна власт. И ова станува правило во цела Македонија. Уште еднаш им заблагодарувам на сите граѓани на Скопје, на сите политички партии кои што учествуваа на изборите, на сите институции кои што овозможија слободни и демократски избори, на сите членови и сите волонтери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата кои несебично се вложија во оваа изборна кампања. На овие избори победија граѓаните, победи Скопје, победи цела Македонија. Благодарам, поведете прашање. Се слушнавте ли со Коце Трајанов? Да се честитат. Се уште немам добиено од страна на господинот Трајановски повик за признавање на изборните резултати, иако е се повеќе од јасно. Скопје изгласа промена, Скопје изгласа да биде нов град, модерен, европски, да живееме сите во една демократска држава. Очекувам дека во текот на денешниот ден или после оваа пресконференција ќе се смогне сили да се признае поразот во градот Скопје во првиот круг.